Ви благодарам, заменик председателке, благодарам министре за образложението. Јас претпоставував дека амандманот нема да биде прифатен и сега ја користам приликата пред вас и пред македонската јавност да се обратам не само за овој амандман, туку и за следните 3 амандмани кои што следуваат. Ќе ги третирам овие како пакет амандмани, да не се одзема време, повеќе време за другите амандмани, да имаме што повеќе разгледано, отворено и дискутирани амандмани. Зимам збор сега, но важи и за другите 4. Значи, ние и во првиот ден од амандманската расправа, и во вториот ден од амандманската расправа, па и сега што зборуваме за животна средина. И до сега ниту еден амандман што се однесува на животна средина не е прифатен. Значи, станува збор за пакет амандмани, повторно ќе кажам, поднесени од страна на експертите од невладиниот граѓански сектор, кои што се грижи за животната средина и оние невладини организации за кои што ние сме се определиле дека ќе ги консултираме со создавањето на интерпарламентарната така наречена зелена група. Повторно кажувам, јас сум само пренесувач на мислењето на експертите за животна средина, кои што по анализа на буџетот за 2022 година констатирале дека средства за овие намени, значи за овој, а ќе ги прочитам и другите 3 амандмани, нема одредено. И сега интересно е тоа што бидејќи оваа зелена група се направи уште на почетокот на нашиот пратенички мандат, имавме можност да соработуваме со истите невладени организации и за буџетот во 2021 година, па и за ребалансот на истиот. Проверивме дека овие амандмани се повторени, што значи дека во текот на оваа измината година не е извршено акредитација на Централната лабораторија, а било потребно и за 2021 и очигледно потребно и за 2022 година. Затоа, министре, јас ќе ве замолам уште еднаш да размислите, ги замолувам сите колеги, штом еден амандман е повторен, значи истиот и за 2021 и за 2022 година, значи има проблем, ова не го велиме ние, го велат експертите за животна средина. Доколку има проблем, ние колеги сме тука да го решиме проблемот на граѓаните. Не сакам јас да зборувам политички, да политизираме и да собираме политички поени, не е тоа целта на нашето обраќање. Ние сме овде пратеници на народот, значи должни сме да го слушаме гласот на граѓаните, особено во овој случај, во ваква една тешка состојба, енергетска криза ни следува, знаеме што се случува со загадувањето. Секоја година сме се погоре и погоре на светските листи на најзагадени градови, дури во едно време бевме и први избивме како најзагадени во светот. За Европа веќе и не изборам, таму сме редовно помеѓу првите 3 града, 3 држави со најголемо загадување и затоа сметам дека експертите што ги доставиле овие амандмани кои што ние ги поднесуваме во нивно име и во наше име секако, треба да се земат предвид малку посериозно. Не знам каков е вашиот став, повторно кажувам и се обраќам и на сите колеги кои што се дел од таа зелена група, но бидете малку посериозни во ова, затоа што утре ќе има избори повторно и ќе треба да ги погледнеме луѓето во очи и да им кажеме, да побараме нивна доверба. На овој начин, јас лично се срамам, искрено да ви кажам, бидејќи едно зборуваме на состаноци со невладени организации, а поинаку делуваме кога треба да се донесуваат одлуки по нивни барања. Навистина е малку за срамење. Особено за тоа што не гледа цела македонска јавност. Следните 3 амандмани, нема да земам збор за следните 3 амандмани, но морам да ги кажам дека се однесуваат на ажурирање на постојната листа на идентификуваните индустријски жески точки, односно изготвување на регистар на контаминирани подрачја, формирање на фонд за животна средина, односно фонд за ремедијација за контаминираните подрачја. Се бараат 6 милиони и 100.000 денари. Амандман во кој што се бараат 3 милиони и 50.000 денари за ажурирање на катастарот на загадувачи и загадувачки супстанци во воздухот и изработка на локални катастри, и амандман во кој што се бараат 2 милиони денари за акредитација на Централната лабораторија за животна средина
при Министерството за животна средина и просторно планирање, но овој пат акредитација на лабораторија за емисии на PM честички за потребите на инспекторите. Значи, гледате дека се амандмани кои што се од суштинско значење, значи нема тука никакво политиканство и тука не збориме ние за општини со градоначалници од едната или од другата партија, туку станува збор за здравјето за граѓаните. Јас и за минатите амандмани го говорев истото и сега ќе го кажам истото. Здравата животна средина, чистиот воздух, чистата вода не биде политички партии, туку не загрозува сите нас и не е потребен на сите нас. Ве молам, уште еднаш размислете и за крај, само ќе ви го прочитам. Ќе ви ја прочитам изјавата на министерот Димитров вчера, кој што го коментира извештајот за усогласување и спроведување на законодавството за поглавието 27 од процесот на евроинтеграција, кој што се однесува именно на животната средина и климатските промени, кој што треба да биде и изработен како неформална мрежа на граѓански организации кои работат во областа. Значи, истите оние граѓански организации кои што ги има доставено овие амандмани. Вице-премиерот Димитров ја истакна улогата на граѓанските организации во процесот на креирање политики, при што нагласи дека за приближување кон европските стандарди од поглавието 27 потребна е широка општествена заложба за економската и социјална трансформација со главен фокус за унапредување на животната средина. Повелете, колеги, пред очите на македонската јавност станува збор последователно за 4 амандмани кои што се однесуваат на животната средина, а чии предлагачи, иако стоиме ние подпишани, се всушност тие граѓански организации. Се надевам дека овој апел ќе допре до вашата свест и нема да имаме потреба да се засрамуваме утре кога ќе треба да се сретнеме повторно на состанок Зелената интерпарламентарна група од едната страна и невладините организации од другата страна. Ви благодарам.